Радовиш може да здивне. Едниот крак од огромниот пожар на планината Готен, кој се закануваше да се прошири кон градот и околните села, е конечно ставен под контрола. Само во битката со овој дел од пожарот на терен се излезени над 250 луѓе, пожарникари како и припадници на армијата и специјалци од МВР. Се гаси и од земја и воздух. Хеликоптери ја надлетува планината, активирани се и специјализираните возила, 4 БТР-80, 4 Хермелини и 8 Пинцгауери, кои од утрово се распоредени на критичните места и действуваат со мокните водени топови кои стигаат и до 100 метри. БТРите буквално го газат огнот, Хермелините ја чуваат трасата, Пинцгауерите влегуваа онаму каде што е најтесно, а пешадијата и хеликоптерот стигаа секаде каде што треба на брзина. Благодарение на одличната координација, овој дел од пожарот кај селото Јарголица е ставен под контрола. Мобилизирано е се она што можеше државата да го мобилизира и на централно и на локално ниво, а особено голема благодарност до местното население, кој што секогаш е наактивно кога пожарот ќе се приближи кон нивните домови, кон нивните објекти. Со слична мини армија се води битката и на другиот крак, кој гравитира кон Берово. Гледката на планините Готен и Малишевските планини е ужасна. Пеплосани дрвја, шуми и изгорен дивеч. Целосно е пеплосана нискостеблеста шума, смрека, грмушки и ниска вегетација. Освен на овие планини, пожари има и на други локации низ Македонија. Најкритично се уште е во неколку села на територијата на Прилеп. За разлика од таму, под контрола се ставени пожарите во Македонски Брод и Карбинци, а целосно изгаснати се на дел од териториите во Македонска Каменица, Старо Нагоричене, Кратово, Куманово, Кичево, Желино, Петровец и Крива Паланка. Покрај илјадниците хектари шума и земјиште, пожарот направи сериозни штети и по дивечот. Штета направена и на дивечот, кој што е во шума, тоа се зајци, срни, диви свињи, ежови, желки, така да одејќи за овие 10 дена не идуваш на страшна гледка. Еве, пред неколку дена горе на Мал Готен имаше дури изгорено јазовец, што значи дека покрај населението, граѓаните сите страдат и дивите живот. Откако Македонија го активираше системот за цивилна заштита на Европската Унија, први кои се одзваа се Чешка и Словенија. Се очекува во битката со огнената стихија наскоро да се вклучи еден чешки Black Hawk и тим од 50 словенечки пожарникари со специјални возила за шумски пожари.